Индексот на перцепција на корупцијата за 2024 година ја рангира Македонија на 88 место со 40 индексни поени, што е пад од 2 поени во споредба со минатата година. Земјата се наоѓа 3 поени под глобалниот просек и ја дели позицијата со Казахстан, Суринам и Виетнам. Најдобро рангирана земја останува Данска со 90 индексни поени, а најлошо Јужен Судан со само 8 поени. Во регионот, Грција е најдобро пласирана на 59-то место, додека најголем пад бележи Босна и Херцеговина, која се спушти на 114-та позиција. Албанија има најголем скок во регионот, зголемувајќи го својот индекс за 5 поени и сега е на 80-то место. Пад бележат Србија, Хрватска и Бугарија, додека Црна Гора останува на истата позиција. Глобално, корупцијата и натаму е сериозен проблем, при што 148 земји бележат стагнација или влошување од 2012 година. Истражувањето предупредува дека корупцијата негативно влијае и врз климатските активности, попречувајќи ги напорите за намалување на емисиите и адаптација на климатските промени. По повод Меѓународниот ден на жените и девојките во науката, министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска, оствари средба со млади девојки од Македонија кои градат кариера во науката, инженерството и технологијата. Меѓу учесничките беа добитнички на инженерски прстен и членки на програмата Global Engineer Girls. На средбата беа споделени инспиративни искуства и дискутирани можности за зголемување на бројот на жени во STEM областите. Божиновска истакна дека поддршката за младите жени во инженерството и енергетиката е приоритет на министерството, нагласувајќи дека Македонија веќе има над 50% жени истражувачи. Министерството најави нови иницијативи, вклучувајќи менторски програми и практиканства во државни институции и компании како Електростопанство на Македонија, МЕПСО и МЕМО. Учесничките ја потенцираа важноста од видливост на жените во науката и инженерството, како и од заеднички напори за популаризација на овие професии меѓу младите девојки. Меѓународниот ден на жените и девојките во науката, воспоставен од Обединетите нации во 2015 година, потсетува на значењето на родовата еднаквост во STEM професиите. Министерството за енергетика останува посветено на создавање услови за поголема застапеност на жените во науката, инженерството и енергетиката. Тим чешки научници во јужниот дел на Албанија го открија најголемото подземно термално езеро во светот, именувано Неронско езеро по фондацијата Нейрон, која ја финансирала експедицијата. Истражувањето траело неколку години во пограничните области меѓу Грција и Албанија, каде научниците мапирале комплексен подземен систем. Езерото е долго 138 метри, широко 42 метри и содржи 8335 кубни метри топла вода. Научниците го откриле на длабочина од 100 метри во пештерски систем во регионот Вромонер, каде во 2021 година првпат забележале геотермални активности. Истражувачите велат дека ова откритие може да помогне во разбирањето на хидрологијата на областа и заштитата на природните ресурси. Во Германија, старосната граница за пензионирање постепено се зголемува од 65 на 67 години, согласно законската реформа од 2007 година. За генерациите родени од 1964 година, пензионирањето е предвидено на 67 години, додека за предвремено пензионирање без намалување на пензијата се потребни 45 години стаж. Според Организацијата за економска соработка и развој, германците се меѓу оние што најдолго работат во Европската унија, со просечна возраст за пензионирање од 66 години. Слични трендови се забележуваат и во Холандија и Данска, каде границата е речиси 67 години, додека во Шпанија таа останува 65 години. Во Франција, пензионирањето беше зголемено од 62 на 64 години во 2023 година, што предизвика големи протести. Данска, пак, ја поврза старосната граница со очекуваниот животен век, предвидувајќи нејзино зголемување на 70 години до 2040 година. Многу европски земји ги прилагодуваат пензиските системи заради зголемување на животниот век и одржливост на економијата. Дебатата околу возраста за пензионирање продолжува, со неизвестност дали овие трендови ќе се применат и во други држави. Компанијата Мета започна со отпуштање на 3600 вработени, што представува околу 5% од нејзината работна сила. Овој потек е дел од стратегијата за зголемување на ефикасноста и инвестирање во развојот на вештачката интелигенција. Најголем дел од отпуштените добија известувања преку епошта, а Мета им понуди отпремнина од 16 недели плата, со дополнителни 2 недели за секоја година стаж. Компанијата исто така ќе продолжи да исплаќа бонуси до крајот на месецот. Извршниот директор Марк Цукерберг изјави дека намалувањето на бројот на вработени ќе овозможи повеќе ресурси за вработување на нови таленти во секторите со висок раст, особено во областа на вештачката интелигенција. Овие отпуштања се дел од поширокиот план на Мета за оптимизација и намалување на трошоците, со цел подобро позиционирање во трката за доминација во развојот на вештачката интелигенција.